Со сигурност распознаваме една дупла гарнитура во железната игла за плетење, која од двете страни има прстен со кој знаеме дека била поврзана. Der dann auf der Gegenseite des Gürtelendes so einen Ring hatte, in dem der Haken einrastete, sodass der Gürtel damit zusammengehalten wurde. Wie gesagt, diese Bestände aus Hudova sind ein... Овие пронајдоци од Удово се малку. Може би се поставува прашањето зошто тие се наоѓаат во депото на музеот и не се изложени во други музеи. Како изложбен материјал е многу мал и на посетителите не можат да им се прикажат земните врски. Но без друго за нас како научен комплекс е од големо значење и од особена важност за научниците од Германската демократска република и од странство кои се занимаваат со овој период. И врз основа на нив може да се извршат споредби и споредбени студии на оригинални и паралелни пронајдоци, кои се нецелосни и не можеме да ги подредиме, односно да ги датираме. Andere Funde, Parallelfunde, die nicht so gut als Fundkomplex bekannt sind, als geschlossener Fundkomplex, einordnen zu können, datieren zu können. Ich freue mich, dass dieser kleine Komplex auch... Драго ни е што овој мал комплекс за прв пат и беше представен на јавноста и се надеваме дека соработката со нашите пријатели и колегите стручњаци од Македонија и натаму ќе продолжи. Sich auch weiterhin eng und gut gestalten wird. Од Берлин, со нашата камера, повторно се навраќаме на најопеаниот и најсакан град од сите уметници, градот на музеите, Париз. Еден од најголемите и со експонати најбогат етнолошки музеј на светот е музеот на човекот што се наоѓа речиси во центарот на Париз. За наша среќа, во моментот на посетата на овој светски музеј, ја затекнавме нашата сограѓанка, дипломираниот етнолог господја Лилјана Машулович Марсол, која работеше врз средувањето и проучувањето на експонатите од Македонија. А нив во овој музеј ги има околу 3000. Но најпрвин да ја дадеме збор на господја Марсол. Во овој долап се сместени футите од цела Југославија. Од нив најголемата количина е од Македонија, 64 примероци од најразлични краишта од Македонија, Тетово, Битола, Прилеп, Куманово, Кичево, од секаде. Има многу убави примероци. Меѓу најубавите примероци ги имаме оние од Смилево, потоа од Прилеп, од Крива Паланка. Во музејот се сместени збирките на 3 главни научни гранки: преисторија, антропологија и етнологија.
Директор на етнолошкиот одел е господинот професор Жан Гијар. Инаку целокупната етнолошка колекција се состои од 600.000 примероци и експонати. Од нив 1/10 му припаѓаат на европскиот оддел. Значи, од 60.000 експонати од најразличен карактер, југословенската збирка брои 9 до 10.000. Од таа југословенска збирка, 1/3 по-специјално од облеката е од македонско потекло. Во колекцијата од македонско потекло има околу 16 комплетни народни носии, повеќе пара чорапи, 64 фути, делови од женски сребрен накид, како пафти, низалки, прстени и така натака, како и делови од пукукнина. Југословенската збирка е оформена благодарение на разни дипломатски и научни мисии, почнувајќи од подарениот фонд од страна на господинот Дибовски 1891-1895 година. Да ги спомнам и фондовите на месио Мијо, мадам де Фонтанес, меѓутоа југословенската збирка поспецијално се збогатува со колекцијата Колет и Душан Јанковиќ. Оваа колекција почнува да се формира уште од 34-38 година, но најмногу во периодот после Втората светска војна, и тоа 46-та, 48-та, 52-та, 55-та, 64-та и така натака. Тоа е со исклучок на многу мал број купени експонати од страна на музеот, подарена колекција. Да спомнам и тоа дека господјата Колет Јанковиќ била сестра на прочуениот француски преисторичар и етнолог Андре Леруа Горан. Незината сестра Лора Гуран, која живее во Париз, љубезно се одзва на нашата покана да каже нешто во врска со историјата на овие македонски експонати. Ma sœur a épousé Dušan Janković en 1922, il était peintre, et elle s'est très vite passionnée pour l'ethnographie. Сестра ми се омажи за Душан Јанковиќ во 1922 година. Тој беше сликар и таа набрго доби желба да ја проучува етнографијата. Доаѓаше тука во Стариот музеј. Во тоа време музеј за човекот беше етнографски музеј. Таа помина голем дел во него проучувајќи се што е во врска со облеката, музиката и така натаму. Потоа, во 1938 година, таа замина за Белград со својот сопруг и со двете деца. И остана таму. Во неа се повеќе се раѓаше страст кон се што е поврзано со старите култури во различни регии. Бидејќи немаше доволно пари, таа даваше часови по француски и англиски и така се обидуваше да се бори за екзистенција. Потоа со тие многу скромни средства патуваше низ разни предели на поранешна Југославија и по пазарите купуваше разни предмети. Таа распрашуваше многу зашто знаеше кој тип вез или кој тип накид ги нема, а сакаше да ги има. Et elle discutait beaucoup parce qu'elle savait que tel type de broderie ou tel type de bijoux, elle ne les avait pas encore et elle voulait les avoir.